дека јас како премиер и владата ниту сме се мешале, ниту ќе се мешаме во судската власт. Го отворив судството како пупка. Како председател на владата седна и на челното реформаторско столче во Советот за реформи во судството. Некогашната советничка на премиерот завчера ја помина првата пречка во Комисијата за избори и именувања и е на добар пат да биде избрана за член на судскиот совет. Меджити тврди дека премиерот му се јавил на 17 јули и му рекол дека треба да помогне да смени председател на суд. Од видеото може да се слушне како вели: Ке го смениме судијата. Сакаш да договорам? Судиката Добрила Кацарска е избрана за нова председателка на Уставниот суд. Симпатизер на СДСМ, вака за себе вели новоизбраната председателка на судскиот совет Весна Дамева. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Чичаковски избран е за судија на Управниот суд. Предходно за судија во Вишиот управен суд беше избран Субхи Јакупи. Ислам Абази од Заја тврдеше дека Али Ахмети, со кого се од исто место го знае само од видувања, е сликан во домашна атмосфера со неговиот брат. Со дел од функционерите на ДУИ, за кои исто така рече дека се среќавал попатно, заедно бил во лов и на заеднички дружби. Адеми вели дека вмешувањето на политиката во судството во нашата држава е присутна појава. Постојат ситуации на обиди за директно мешање на политиката и на другите власти. Единствена обврска на владата е да ги предлага законите во делот на правосудството и тоа го прави. Со европско знаменце за 2 дена владеачкото мнозинство даде зелено светло на измените на кривичниот законник со кои се намалуваат затворските казни за злоупотреба на службената функција и злосторничкото здружување. Еврокомесарот за правда Рейндерс еднаш ја пренесе европската загриженост и изненаденост од содржината на измените во кривичниот законник. Со последните измени на кривичниот законник, вели холандскиот амбасадор, се обезбедува неказнивост на високи функционери и се фрлаат во отпад голем број случаи поврзани со корупција. Токму владењето на правото може да се наметне како најсериозна пречка во пристапниот процес на земјава кон Унијата. Ка македонските институции не прават ништо да се спречи корупцијата и да завладее правото. Корупција од името на Европската Унија. Така може да се опише политиката на македонскиот актуелен премиер Димитар Ковачевски и неговиот тим. Актуелната влада го вее европското знаме за да прикрива корупција. Ниту сме се мешале, ниту ќе се мешаме во судската власт. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме.